дојдовте на новата епизода на подкастот Vision of Voices. Денес со нас имаме доста интересен гостин, којот кошаркар решил да отвори бербер и бар, една интересна спојка, за понатаму сето тоа да се трансформира во крафт бар. Станува збор за Коста Караманолев. Добре дојде, Коста. Здраво. Како се сеќате на подкастот? Благодарам многу што ме поканивте. Супер ви атмосферата и се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Може ли да ни кажете нешто повеќе за Крафт бар Вторник и како дојде идејата за неговото основање во Струмица? Па Крафт бар Вторник, како што кажа твојот колега, е продолжение на Бербер бар Вторник, кој првично беше место каде што пола беше берберница, а пола беше бар. Но со самото тоа што јас никогаш не бев бербер, знаев дека делот на берберницата кога тогаш ќе отпадне, а веќе во тој период ние почнавме да правиме сопствено пиво, што на некој начин го направивме првото крафт пиво Вторник, па и оттаму се роди идејата Бербер и бар да продолжи во крафт бар. И случајно, пак сосема случајно, видовме дека сме првиот крафт бар во Македонија и така се роди идејата за денешниот крафт бар Вторник. Како воопшто ви дојде идејата, спомнавте дека не сте бербер, како ви дојде идејата да отворите баш берберница? Па како ми дојде идејата, како да ти кажем, уште од мал, реално кога дедо ми ме носеше по берберски салони, уживав во атмосферата, бидејќи во берберски салон тоа ти е единствено место каде што можеш да запознаеш најразлични карактери, од најразлични возрасти и од најразлични професии. Тоа ме фасцинираше. Со самиот факт дека јас не сум бербер, ми дојде идеја само да најдам бербери и на луѓето кои чекаат да им дадам шанса да се напијат по некоја пијичка во барот. Така се роди идејата за Бербер и бар. А не сте имале некоја жела вие да бидете бербери, не, како не, ги не, гледавте не, како? Не ли сте би сакале такво нешто? Јас сум келав, па немам ништо општо со берберица. Така, спомнав исто во најавата дека сте биле кошаркар. Добро. Дали сте играле професионално или тоа било во средношколските денови, да кажеме, како што имам информации? Па во моје време уште од школските денови не зимаа да тренираме со првиот тим и уште од тогаш не нудеа професионални договори. Значи јас професионална кариера кошаркарска сум имал некаде од прва година средно, па се до некои си мои 30-31 години. Иначе да, професионално се занимавав со кошарка. Играв 4 години во Грција, 1 година во Шпанија, мал период поминав во Турција, потоа во Скопје, играв во Вардар, се вратив во Струмица и така неуспешно ја завршив мојата кошаркарска кариера. Како тие искуства ве обликува како личност на професионалец? Па тоа е добро прашање, да. Спортот многу ми има помогнало да ме изгради како личност, бидејќи во спортот се што правиш тимски. А кога си во тим, буквално се е полесно. Бидејќи денес се што гледате, денеска знам дека се води една агента да биде поединецот главен, но како поединец, буквално според мене никој не е моќен да направи нешто. Се што гледате како поединец што се успешни луѓе, зад себе имаат големи тимови. Еве дури ако сум јас лицето на Крафт бар Вторник, зад Крафт бар Вторник стои цела екипа на луѓе што работат од дизајн на етикети, од други шанкери што работат од шанкот, од луѓе што прават музика за видеата на Крафт бар Вторник. Значи буквално цел тим на луѓе стои зад Крафт бар Вторник. Иако сум јас лицето, еве поздрав и голем респект за сите луѓе што помагаат Вторник да биде тоа што е. Сега, каде што имате живеено во различни земји, дали тие искуства ви имаат помогнато при мрзнењето на други јазици, запознавањето на други култури, дали тоа ви има помогнато да го изградите Вторник, да кажеме, во крафт бар како што е денес? Па може да се каже, да, може да се каже. Секое искуство од живење на различни места е добро. Но само ако сакаш да видиш што тие места нудат, што можеш да научиш од тие места. Бидејќи секојдневието буквално е исто. Дали живееш во Струмица и дали живееш во Њујорк или во Њу Делхи, секојдневието е стануваш, одиш на работа, се враќаш, секојдневието е исто. Но слободното време и начинот ако сакаш да ги научиш различни култури
можеш да научиш много различни места от светот, ако имаш шанса да го видиш. Да, и секаде има различна култура. Буквално, всекъде има различна култура и всяка култура си е сама за себе. Нема правилна култура. Ако, да кажем, ние сега се палиме на западниот свет кога доаѓа тука се пали на балканска кујна. Не сваќаш, не, значи нема правило. Са самото нешто што го одликува крафт бар е тоа што има, да кажеме на некој начин, домашно пиво. Дали пивото и другите алкохоли, како што знам има и повеќе алкохоли, дали вие ги произведувате или некои други, ама пак се домашни, како? Да, па сакам да те поправам, бидејќи тоа е многу мала заблуда е дека крафт бар се поистоветува само со пиво. Пивото е еден производ, палетата производи на крафт бар вторник, бидејќи во крафт бар вторник најголем дел од производите, да не кажем 90% од производите се домашно произведени македонски производи. Бидејќи крафт во превод значи занаетчество, а нашата цел е да промовираме домашни производи направени во Македонија. Пивото генерално го произведуваат специјално само за нас. Го произведува една мини пивара во Кавадарци, се вика Brew Family, поздрав и до Brew Family, и тие прават три врсти на пива само за крафт бар вторник. Благодарам што ме поправивте. Какви видови на пива има, кои се помеѓу нив разликите, кој е вашето омилено пиво? Да. И какви се други алкохоли може да се најдат во вторник? Јасно. Па да тргнеме од пивата, имаме две пива што се цело време немените на вторник и едно пиво што е сезонско, да кажеме зимно време вадиме стаут, тоа е темно пиво, а стандардните пива ни се вторник Street Ale и вторник IPA. Street Ale е лагер пиво, че лесно за пиење, а IPA е нашето најквалитетно пиво и се карактеризира со најдобри мириси, вкусови. И ако сакаш да пробаш најквалитетното вторник, пробај го вторник IPA. Иначе, се друго што можеш да замислиш од македонски алкохол, може да го нудиме во вторник. Домашни раки, мастика, домашни ликери од вишна. Еве сега од пред година и пол го продаваме и првиот македонски крафт джин, тоа е Смит джин. Кој не пробал, обовезно да проба Смит джин. Продаваме некои крафт водки, тие не се македонски. И се што може да најдеме како македонски производ, го нудиме во вторник. Бидејќи целта не е да го пласираме македонски производ дом. Интересна гледка исто за самиот крафт бар, кога поминуваме ни старата чаршија во Струмица, е да кажеме комбето така што е паркирано. И многу интересно како внатре се седи, од каде ви дојде идејата, може од некои други држави го имате видено или? Па не, го немам никаде видено, идејата беше тоа мораше да се направи, пошто на чаршијата немам избор кај да ставам маси и столови надвор. Само прашав дали може да купам паркинг место од општина и тие ми дозволија и така купив комбе од отпад. Го направивме со маси и столови, сега им плаќаме паркинг, им користиме на некој начин тераса. Нешто интересно. Да, тоа е добро, да. Дали имате идеја да продолжите со ова, например, да имате продажба на другите држави за вашето пиво? Па да, тоа е следната цел на вторник крафт бар. Сега работиме на зголемување на капацитетот со пиварата, и зголемување на капацитетот со дистилеријата за ракиите и за мастиката. Така тоа ни е цел за воиднина да нудиме вторник бренд низ различни локали, прво во Македонија, а после ќе видиме, бидејќи вторник целта му е да ја задржи идејата на мал бизнис. Ние немаме никаква идеја да бидеме конгломерат. Јасно. Кога кажавте мал бизнис, дали кои совети би ги дали на некои млади кои сакат да започнат некој бизнис, дали да одат на нешто специфично, да пробаат да видат од други места како едноставно може да се развиваат во тој бизнис, некои генерални совети? Да. Па единствен совет што би го дал на младите, ако сакат да почнат некој различен и уникатен бизнис, никогаш да не го слушат гласот на провинцијата. Ако провинцијата ти каже дека нешто не можеш, значи можеш. Тоа е моето искуство. Бидејќи на кој да ја спомнав идејата да ќе отварам Бербери бар, сите ме гледа со чудни очи и негодување. Бербери бар беше успешно приказно. На кој да ја спомнав идејата за крафт бар, исто така ме гледа со негодување.
еве крафт бар, верувам дека ќе биде успешна приказна. Така да само младите само треба да веруваат во сопствената идеја и никогаш да не го слушат гласот на провинцијата кој сака малку да те задуши. Слушнавме дека сте биле и во другите држави, например Грција, Шпанија. Дали знаете неколку јазици и како успеавте тие јазици да ги научите? Па зборувам грчки, да, го зборувам грчки може да кажем перфектно. Шпански не научив, бидејќи во Шпанија имав цимер американец и се беше скоро на англиски. А во Грција интересно е што ми ставија цимер тотално грк, а не знаеше два збора англиски. Јас не знаев два збора грчки и ние бевме цимери од први ден таму во Паук. И така да грчки научив буквално за 4 месеци, бидејќи немав избор. Значи јазик се учи буквално ако си на мака и ако можеш да го научиш. Да. Тоа е моето искуство со грчкиот јазик. Како ви помогна знаењето на повеќе јазици, например? Какви искуства можевте да извадите од овие, например, што сте живееле во Грција, например? Па, еве да кажем, моментално најактуелно е нели селувањето на младите. И значи јас на многу млади им кажувам дека прво нешто што ќе направат ако се ислат од државата е да го научат јазикот во кој ќе живеат. Пошто ако не го знаеш јазикот, ти не си никој, ти не можеш да се разбереш со никој. Така да во Грција генерално ми беше многу лесно што зборувам грчки, бидејќи прво те сметаат како домашен, а второ буквално можеш да се разбереш буквално кај сакаш. Пошто кога идеш у лебара да купиш леб, баба од 60 години не знае англиски. Ама ако знаеш грчки, ќе си купиш леб, не разбираш. Да, секако. Јазик е пат. Да. Кога станува збор за другите држави, дали вторник е често посетуван од, да кажеме, од туристи кои доаѓаат од другите држави или најчесто се овде домашните од Струмици или од Македонија, од каде има најмногу посетители, да кажеме? Па да ти кажем, вторник моментално да. Секогаш кога има туристи во градот, гледам дека доаѓаат да го посетат вторник, бидејќи на страниците им е интересно да пробаат нешто домашно и нешто што ги одликува овие простори. А за другата вторник има стварно изградена стална клиентела, што буквално е, да не кажем, секој ден во вторник или секој викенд ги посетува вторник. Така да еден најголем респект за сите што го посетуваат вторник и што се секојдневно во вторник, бидејќи без нив стварно вторник не би бил тоа што е реално. А од каде името вторник е некако многу специфично име, дури кога разговараме со некој, например, ќе одиме во вторник, се мисли на денот на вторник, дури понекогаш ќе спомнуваш. А јас кога порачам роба во петок, некоја роба од Скопје, и му викам донеси ја во вторник, он ми вика, бе брат, петок е, не е вторник. Добро викам. Не, името вторник е реално инспирација, пошто вторник е на старата Струмичка чаршија. Таа е најстарата улица чаршија во градот, да кажеме. Мене ми требаше име што ќе означува струмичка традиција. Вторник е врзан со струмичкиот карневал, а струмичкиот карневал е најдолгодишната струмичка традиција во градот. Трае со векови и генерално никогаш не менувала ден. Менувала дата, но никогаш не менувала ден. Тоа е инспирацијата за вторник. Јасно. Дали еве колку ќе гледам естетски многу добро изгледа кафичот, исто така и графичките дизајни, барем мене ми се допаѓаат многу. Дали некој ви помага или овие се ваши идеи кои некако... Се е тоа поврзано со тимот што го спомнав на почетокот што стои за вторник. Од дизајнери до архитекти, до музичари, до диџеи. Че ништо не се прави сам, треба... Буквално ништо не се прави сам, да, буквално. Ти можеш да имаш милиони идеи, ама не можеш да ги реализираш сам, тоа никако. Да, така е. Може да имаш само големо его и да викаш дека тоа го реализираш сам, ама генерално не е така. Исто како што има еден збор, со еден камен не бива зид. Точно така, да. Добро. Од каде дојдовте, еве, баш кажавте дека пивото е од Кавадарци, од каде дојдовте баш во Кавадарци од некоја мала пивара во Кавадарци да зимате пиво и зошто не од поголемите компании? Јасно. Па бидејќи со самиот факт што одлучив да отворам крафт бар, целта беше да се поддржат мали, бидејќи јас сум мал бизнис, целата е да поддржам и други мали бизниси. Јас кога отворав крафт бар немав појма
за македонски алкохол, реално. Но со низа контакти открив дека во Македонија има сериозни луѓе што знаат да прават алкохол и тоа веќе со генерации. Да кажеме така ја открив винарија Ристов, го открив Brew Family, Плетварски, еве сега Смит Джин. Значи има еден куп мали дестилери, мали пивари, мали винари во Македонија што прават брутално добар алкохол. И нашиот, еве конкретно нашето вино, нашите раки што во светот се викаат бренди, може да стоят рамо до било кој светски алкохолен бренд. Што му фали на пивото во Македонија, например, и како можеме да го подобриме? Па генерално пивото, крафт пивото во Македонија сега е на почетокот, бидејќи таа е многу нова сцена со пивото. Јас би ти кажал што му фали генерално на македонскиот алкохол како бренд, за малите бизниси. Јас се соочив со запознавање на луѓе што веќе со генерации прават алкохол, еве да кажеме со генерации прават домашни ликери, домашни раки, а никој не знае за нив. И мислам дека генерално на македонските мали брендови им фали само многу добар маркетинг. Затоа што денес живееме во ера каде што се главни социјалните мрежи и слично. Мислам дека сите мали бизниси во Македонија, ако посветат внимание на маркетинг, буквално ќе знае секој за нив. Еве да кажеме, кај мене доста трошен производ е плетварски ликер од вишна, што пред да се отвори вторник, ние во Струмица никој не знаел за тој ликер од вишна, а тој ликер од вишна веќе го прават две генерации од фамилија Плетварски, што значи го прават можеби веќе 15 години, а никој не слушнал пред вторник да има Инстаграм профил. Затоа мислам дека на македонскиот крафт производ му фали само промоција. И со таа промоција луѓето ќе дознаат што уствари се случува во Македонија. И ќе напоменам дека во Македонија има стварно луѓе што си ја знаат работата и што се професионалци во правење на алкохол. Од време. И буквално може да се носи рамо до рамо со сите. Дали имате некој интересно искуство од клиентите што доаѓаат во вторник? Па тука би се поврзал на тоа прашање, бидејќи не знам колку е интересно, но јас овие 2 години се соочувам со искуства на клиенти кои пред се доаѓаат прв пат во вторник, ама мислам дека тоа е генерално и проблем кај нас во Македонија, така сме растени во некој систем да бидеме просечни и да не веруваме во нашето. Најмногу ме изненадува тоа што луѓето не веруваат дека ние овде имаме добар производ. Бидејќи еве сите знаеме кои се модерни пива, кои се популарни вискија, но ќе му кажеш дека ти правиш пиво, знаеш, гледа со малце скептицизам. Тоа, еве ќе ти кажем една случка. Пример, како што можеш да гледаш, имам тетоважи под себе, така? Моите тетоважи сите ги правил 034 тату студио, тоа е Георги Ичев од Струмица. За мене, но ако се сложите сите тату мајстори, е еден од најдобрите тату артисти во Македонија. Кога ме прашуваат луѓе на шанкот кој ти ги правеше тетоважите, јас им викам дека ми ги правеше најдобриот Георги Ичев. Тие не ми веруваат и ми викаат, абе да, Георги Ичев е добар, ама во Скопје има, знаеш. Добро, му викам, кој во Скопје? Му вика, не, има во Скопје, знам. Добро, кој? Па не знам, ама има. Му викам, добро, еве има во Скопје добри, ама Георги Ичев е најдобар. И он вика, бе, да, добар е Георги Ичев, нели, ама има во Скопје подобри. Ми е свакаш ли поентата? Човек од Струмица не сака да си внесе во главата дека некој на 50 метра од него е најдобар во Македонија, разбираш? Истиот проблем го имаме ние со алкохол. Му викаш проби вторник пиво, многу е добро, он ти вика да, добро е, ама во Холандија има подобро, ме разбираш? Тоа ме е поентата. Мислам дека ова не е ситуација во Струмица, туку и во сите. Генерално тоа е нашето не се прифаќа, баш што се гледа дека има. Па баш заради тоа е отворен крафт бар вторник. И заради еден своевиден бунт и да се каже дека и овде ние што останавме да живееме, може да понудиме нешто квалитетно. И по-специфично, по-интересно. Да. Дали еве некој спомнавме за бизнис совет, дали вие како човек со искуство од различни држави сте живееле се, где сте поминале се, дали
може да и дадете на младите еден општ совет за животот, да кажем. Да препорачувате. Па, да, јас имам некое животно искуство, но тоа искуство се гради од ден на ден се повеќе и повеќе, нели никош нема да престане да се гради. Малце е тешко да се каже, да им кажем нешто на младите, бидејќи времето во кое јас сум растел и времето сега е тотално различно. Единствено што ми паѓа на ум е да кажем дека на младите буквално сега им треба само поголема едукација за било што. Бидејќи младите сега растат со некое преголемо его во себе, а немаат никаква едукација. И мислам дека треба да почнат да се едуцират за тоа што сакат да го прават и само така може да стојат за тоа што ќе го прават во иднина. И да веруваат во себе, тоа е главното. Ви благодарам, Коста, што бевте гости на нашиот подкаст, ми беше мило. Се надевам дека ќе продолжите со уште поинтересни гости од мене. Фала многу. Драги гледачи, овде го завршуваме оваа епизода од подкастот Vision of Voices. Се надевам дека ви се допадна. Не заборавајте да ставите subscribe, лайк и follow на сите социјални мрежи за да не пропуштите, бидејќи следат уште многу интересни гости, уште многу интересни приказни искуства. Затоа претплатете се и се гледаме во некоја наредна епизода. Останете со нас.